Уште еден спортски викенд во општина Карпош, овој пат станува збор за шаховски турнир Карпош Рапид 2024 година. Кои се вашите очекувања? Кој се вклучен во организацијата, освен нели општина Карпош? Од каде се има учесници? Денес по 10-ти јубилејен пат сме тука да го организираме викенд Карпош шаховскиот турнир, каде што сега за сега имаме пријавено околу 200 учесници од поголемиот дел како од Република Македонија, така и од нашето соседство и пошироко од Балканот, така да очекуваме интересни шаховски надпревари. Ке се доделат 8 награди, започнувајќи од најдобар млад шахист па се до освојување на турнирот. Овој турнир за општина Карпош представува еден вид поддршка на пред се на младите шахисти, бидејќи ние како локална самоуправа најмногу полагаме да тие млади ги поддржуваме, дали преку спортски стипендии, дали преку училишни стипендии и друга финансиска поддршка. Еве, локалната самоуправа на општина Карпош овозможува едно широко поле сега на надпревар, каде што тие млади талентирани шахисти ќе го покажат сиот свој раскош знаење, умење и талент. Гамбит Асеко, шаховскиот клуб кој се наоѓа на територија на општина Карпош, мислам, и општината го организираат овој Карпош, односно овој шаховски турнир. Што би значило тоа во финансиска поддршка на општината, какви се награди се предвидени? Значи, шаховскиот клуб Гамбит Асеко е наш традиционален партнер, кој со години се покажал и докажал како сериозен и озбилен шаховски клуб, каде што ние недвосмислено даваме како локална самоуправа поддршка на овој клуб, а за возврат они добро знаат тоа да го возвратат на најдобар начин, така да еве и овој турнир, како и сите инвенти во минатото, заедно ги работевме со Гамбит Асеко, еве и денешниот турнир со нив исто така во нивна организација, а општина Карпош го подпомага со вкупна сума од својот буџет со 150.000 денари. Со оглед на тоа дека организирате вакви шаховски турнири, дали може би интересот на помладата генерација е се поголем и би сакале да бидат дел од вакви случувања? Така, значи наша интенција, наш приоритет се секогаш младите спортисти, младите надежи кои тие представуваат нормално и иднина на нашата држава Република Македонија, така да секогаш се за нив што можеме и максимално вложуваме напори да организираме дали училишни надпревари, дали вакви спортски надпревари, така да се трудиме за младите да направиме една убава перспектива дали во областа на спортот, образованието и така натаму. Доаѓам од Бугарија, од Софија и не учествувам за прв пат. Последни 15 години играм за Гамбит Асеко и овој турнир го има секоја година и како и многу други што се организираат во Македонија и играм скоро на сите, на екипни парвенства, на вакви турнири. И колку сте задоволни од тоа кога општина Карпош и Гамбит Асеко организираат вакви шаховски турнири? Прво, мислам, општина Карпош одавна помага на шахот, имаше тој познат Карпош Опен, кој беше меѓу најдобри во Европа. И сега се радувам дека се возобнови тај традиција и видите има преку 200 луѓе. Мислам, све е супер организирано, хотел сала е многу добра. Какви се вашите очекувања од денешниот турнир? Па, немам јас многу очекувања, сакам да играм добро, не сум играл така неколку месеци, така просто да уживам во тоа, немам некои амбиции ни ништо. Имате ли солидни противници? Има солиден состав и така и македонскиот чак се развива, има напредуваат млади, има и од странство добри играчи. Со оглед на тоа дека доаѓате вие од Бугарија, дали може би Бугарија како држава или локалните самоуправи таму даваат поддршка на шахот? Мислам овде организација е подобра отколку во Бугарија. Во Бугарија може шахот е малце попопуларен, пошто имамо светски прваци, Топалова Стефанова, сега биднавме европски прваци за жени, али мислим како организација, како поддршка
во Македонија тоа никако не е полошо средено. Ја мислиме подобро, кај нас има стално скандали и тоа. Pa najvažnije je da se lepo takmičimo, da se provedemo lepo, da sve prođe korektno, sportski i da pobedi najbolje. До сега колку пати сте учествувале конкретно овде во Македонија, кога организирала општина Карпош и некои шаховски клубови? Pa jedno 5-6 turnira sam odigrao, bio je jedan kup šampiona u Strugi i mimo toga jedna makedonska liga u Strugi i par ovako jednodnevnih rapid turnira u Skoplju. Nedavno sam bio na Rapidu koji je organizovao šahovski klub Alkaloid i pre toga u Štipu na isto turniru u ubrzanom šahu. Колку години се дружите со шахот? Od svoje 7. godine sa nekim pauzama u tom pubertetskom periodu, evo do dan danas ljubav nije prestala. Какви се вашите очекувања? Дали имате можеби добри противници? Очекувате ли возбудлива игра? Da, naravno vidim na turniru već dosta dobrih igrača, nadam se dobrim partijama, da ćemo svi da vežbamo, da se trudimo da napredujemo i da će biti uzbudljivo takmičenje. Со оглед на тоа дека доаѓате од соседна Србија, како е шахот, како се третира таму, како се третира тука во Македонија, кои се вашите искуства и сознанија? Pa ja uvek uživam kad uđem u Makedoniju i onda meni svaki turnir ovde prođe u jednom lepom ambijentu i druženju, ali verujem da je trenutno u Srbiji, s obzirom na prethodni uspeh reprezentacije Srbije, pobeda na ekipnom prvenstvu Evrope, doprinela tome da se situacija drastično popravi, ali još uvek treba da se ulaže, da se radi, naročito sa mladima i verujem da nas čeka blistava budućnost.